Граѓаните кои се здравствено осигурани до крајот на идниот месец треба да имаат електронски здравствени картички бидејќи започнува нивната примена во праксата. Овие картички ќе ги заменат сините картони за лекарот да знае дали пациентот е здравствено осигуран или не, а не како што беше претходно предвидено да го содржат медицинското досие. До сега електронски картички добија само вработените во државните институции. Граѓаните не се многу заинтересирани за овој проект. Електронски здравствени картички имате? Немаме, да. Пензионер сте? Да. Пензионер. Не, работам во приватна фирма, не. Се уште немате? Не. И никој ништо не ми извести. Знаете дека од 1 јуни? Да, нели од 30 јуни веќе мора се да функционира, меѓутоа ништо. Немам електронска и немам ни намера да вадам. Затоа што е многу комплицирано, едно се збори, а друго се прави. Во Сдруженијето на приватните лекари вела дека иако лекарите располагаат со читачи за картички во своите ординации, проектот електронска здравствена картичка допрва треба да се тестира и да се анализира. Сметам дека електронската картичка е нешто што може ќе почне, но не може да биде целосен проектот. Заради тоа ќе ги наведам и неколку моменти. Прво, немаат сите граѓани на Република Македонија електронски картички. Може имаат поднесено апликации, но се уште лоцираме луѓе кои што те прва сега поднесуваат барање за електронска картичка. Тоа е процес кој што очекувам реално дека ќе се одвива, нели, во текот на целава следна година. И сметам дека прво треба да го истестираме, да видиме како ќе функционира тој рецепт. Иако беше предвидено да бидат бесплатни, граѓаните картичките си ги купуваат самите, по 250 денари за секој член од семејството. Пензионерите и невработените за картичка треба да платат по 100 денари. Во буџетот само за оваа намена од граѓаните ќе се соберат од 6 до 8 милиони евра. Во моментот во државата се отпечатени околу 700.000 здравствени картички. Тоа е речиси 1/3 од населението во државата. Печатењето оди бавно, но и приватните фирми и граѓаните се уште не се подготвени за овој чекор. Електронските здравствени картички во државата се најавуваат повеќе од една деценија. Во последните 2 години проектот доби друга димензија. Парите кои беа предвидени за оваа намена ги снема со ланскиот ребаланс на буџетот, а за годинава не се предвидени нови средства. Во нив не е предвидена база на податоци за болеста на пациентот, како што е секаде во свет, со што картичките ја губат смислата на своето постоење, велат експертите.